Премиерот Никола Груевски вчера во живо на Facebook одговараше на прашања поставени од страна посетителите на неговата Facebook страница. Ова представува практика за поголема афирмација на технолошките новитети, а истата се применува уште пред последните предвремени парламентарни избори. Овој начин на комуникација истовремено представува и поголема достапност на функционерите до граѓаните на Република Македонија. Темата на разговор меѓу Груевски и граѓаните беше предизвиците од глобалната рецесија и кризата во еврозоната врз Македонија. Премиерот Груевски, одговарајќи на прашања за економската состојба во Европа, истакна дека должничката криза во еврозоната го забавила заздравувањето од светската економска криза, која што започна во 2008 година. Тој додаде дека таа должничка криза започнала од Грција, која што има долгови во вредност од 350 милиарди евра, нагласувајќи дека Европа и помага и истовремено ја условува со реформи кои што се однесуваат на штедењето. Како што споменав, пред неколку дена направен е нов план и сет на мерки, меѓу кои што е и мерката за 50% отпис на долговите на Грција кон приватните банки, кои што во најголем дел се во Франција, во Германија, но и во други држави. И со ова мерка на некој начин се официализира банкротот на Грција. Значи, кога една држава доаѓа во ситуација да ја бидат отпишувани долгови, особено на ваков начин 50%, тоа во економијата и во меѓународните економски односи се толкува како официјален банкрот. Груевски посочи дека доколку не се отпишал половина од долгот, еврозоната ќе крахирала, додавајќи дека сега ќе треба се санираат банките кои давале позајмици на Грција. Инаку Груевски, одговарајќи на прашањата, нагласи дека економската состојба во еврозоната ќе биде слична во наредната една година, изразувајќи оптимизам дека Европската унија нема да дозволи распаѓање на европската валута. Моje лично мислење на вториот дел од прашањето ќе успее ли Европа да се спаси е позитивно. Еврозоната е огромен проект. Тоа е проект на столетието, би рекол, во Европа. И лидерските земји во Европската унија, моje лично мислење е дека нема да дозволат да дојде до така лесно негово распаѓање. Така што мислам дека ќе ги направат сите можни чекори, порано или подоцна, за да се заврши оваа приказна и од целата оваа ситуација позитивно ќе излезе што за воиднина ќе се преземат дополнителни регулаторни и други мерки што на долг рок ќе гарантираат стабилноста на еврото. Исто така Груевски истакна дека Македонија добро ја преброди кризата за разлика од другите држави, нагласувајќи дека се задржал континуитетот во реформите. Преземавме 4 крупни пакети на антикризни мерки со над 100 мерки во нив, кои што не доведува во ситуација да имаме само мал пат на бруто домашниот производ во 2009 година од минус 0,9%, веќе во 2010 имаше раст од 1,3%, и тоа беше трет најмал пат на економиите во Европската унија. Истовремено одевме и со најнизок дефицит во Европската унија на буџетот. Истовремено владата не запре со реформите. Значи, во најтешко време, кога веројатно требаше биеме само фокусирани на спасување на ситуацијата, да не се случи бродот на Република Македонија да заринка како што заринкаа многу економии, ние истовремено бевме фокусирани на нови реформи за кои што знаевме дека ефектот ќе дојде дури откако кризата ќе попушти. Тоа ни помогна во првите месеци кога кризата во светот почна да попушта, а тоа е од почетокот на оваа година, веќе да се види резултатот од тие реформи што ги правевме континуирано од 2006-та, откако дојдовме во владата, но и за време на светската економска криза ги задржавме и голем дел од мерките што беа антикризни за време на светската криза. И како резултат на тие, значи, оној момент кога веќе почна да олабавува светската економска криза, тоа е од јануари оваа година, веќе во првите 2 квартали остваривме раст на економијата на бруто домашниот производ од 5,3% и 5,1%, што е просечно за првите 6 месеци раст на економијата од 5,2%, кој што покажа дека Македонија има направено доста чекори за да возможи економските субјекти да можат на многу поедноставен и полесен начин да го зголемуваат производството, извозот и така натаму.
Премиерот во текот на разговорот со посетителите на неговата Facebook страница истакна дека најголем доказ за економските реформи е најновата ранг листа на Doing Business, каде што Македонија е трет најголем реформатор во светот. Според Светската банка и нивната анализа во Doing Business, Македонија и во минатите 12 месеци била една од земјите што направила најсилни реформи. Дури трета најреформска земја во светот за последните 12 месеци, што го зима периодот некаде од септември 2010 до септември 2011, бидејќи извештајот се објавува во октомври. Нешто слично беше и година пред тој, да подсетам дека во последните 6 години континуирано се прават вакви реформи и тоа го констатираше Светската банка во својот извештај. Констатираше дека Македонија не само што е трет најголем реформатор во ова година, во овие 12 месеци што изминаа, туку дека 6 години поред го прави истото. И дека една од ретките земји што 6 години се наоѓа во врвот на најголеми реформатори во светот. Освен тоа што сме трет најголем реформатор, Светската банка објави дека на генералната ранг листа се поместивме од 34-тото на 22-то место и зад нас ги оставивме 19 земји членки на Европска унија. Тој додаде дека најбитно било тоа што Македонија не е во државите со високи долгови во ова економски турбулентно време и од макроекономска гледна точка државата се наоѓала во здрава зона со сигурен банкарски сектор. Претседателот на владата Никола Груевски посочи дека не се размислува за прогресивно доначување, поради тоа што мерката за рамен данок функционира одлично и допринела за поголем приход во буџетот. Груевски во разговорот на Facebook најави дека во следните 2 месеца делегација од владата ќе ги презентира можностите за инвестирање во држава, во Сингапур, во Јапонија, Австралија, Германија, Турција и во други држави. Во врска со евроинтеграцијата на Македонија, Груевски посочи дека реформите се спроведуваат, додавајќи дека поради економската криза Грција е тотално дефокусирана од спорот со името. Нашата цел е земјата да стане членка на НАТО, да стане членка на Европската унија. Не да ги започнеме преговорите, него да ги започнеме и да ги завршиме. А не можеме тоа да го направиме бидејќи сме блокирани од Грција и за НАТО и за Европската унија заради нивниот проблем што го имаат во последните 20 години по прашањето за нашето уставно име. Така што тоа е тој сегмент што посебно го образложив за Bloomberg и од тој аспект само во однос на ова прашање. Не верувам дека севкупно Грција е во некоја добра позиција затоа што имаат многу проблеми. И тоа од аспект на името тие се сега во добра позиција веќе никој не ги притиска, никој нема сериозни намери да се занимава сега со тоа прашање и тие се во една комодна ситуација по ова прашање. Груевски нагласи дека ваквата пракса за разговор во живо на Facebook ќе продолжи во иднина.